Во Тетовско речиси секој ден се евидентираат нови случаи на заболени со COVID-19. Во изминативе 24 часа пак е потврден нов 21 случај на COVID-19, односно 12 случаи се регистрирани во Скопје, 5 во Тетово, 3 во Куманово и 1 случај во Штип. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1999, бројката на оздравени пациенти 1439, на починати е 113, а во моментот бројот на активни случаи во земјава изнесува 447, информираат од Министерството за здравство. Додека расте бројот на заразени, во меѓувреме се најавуваат олабавување на мерките. Протоколите за работа во гостителските објекти утре се на дневен ред на владина седница. Владата треба да реши кога кафеаните, баровите ќе бидат отворени, колку гости ќе може да приме еден објект и кое ќе биде работното време. Угостителите имаат голем број забелешки. Спорно за нив останува тоа што во Комисијата за заразни болести налага во 10 метри квадратни да има само една маса со 4 столици. На 9,6 метри квадратни треба да поставиме една маса. На таа маса треба да седат двајца луѓе или четворица доколку се семејство. Сега не знам како од нас се очекува ние да немаме овластување да ги легитимираме луѓето, значи да утврдиме дали се тие семејство или не се. Тоа може да се појават два ризика. Првиот ризик е оној суштинскиот, значи безбедноста на гостите и на сите кои што се вклучени во работниот процес. И вториот ризик е оној надзор, значи инспекторите кои што треба го вршат, значи кога ќе дојдат на терен и они нема да знаат што точно треба да контролираат и на кој начин тоа се врши. И повторно ќе дојдеме до ситуација дека ние работиме вон прописи. Од Комората на угостители уште еднаш порачаа на владата дека треба да им дозволи рестартирање на дејноста, но со економска исплатливост.